بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. ثم ما بعد. Zahvalnost mu pripada samo na Allah Đelešanu zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavatu selam, mir i spas neka bude na našem pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnjeg dana. Dokoliko nekoj čovjek dobije neka pohvalba od nekoj što ima ugled, oni dobivate izze, gordost. Ko nekoj čovjek zema nekoja diploma, nekoje priznanje od dunjani, ja stava vo njegova kućani. Ima nekoj magistar, doktor, nekoje priznanje. Se fali mnogo. Ima gordost za ove. Ko bi go pohvalil nekojani golem čovjek, na golema pozicija, će go kažvi to na njegovi vnuci. I će mu reći da mu kažvite vi na vaši vnuci, deka mene me pohvalije, deka ja bef ova bef ona. Живеа луѓе во ова дуња, браќа, што беа пофалени од Аллах Đelešanu. Живеа луѓе во ова дуња, што добие признание дека ќе бидат остановници на џеннет. Диплома дека ќе бидат во џеннет. Од страна на Аллах Đelešanu преку уста на пегамбар алейхи селам, живеа луѓе што пегамбар алейхи селам му кажа вие ќе бидете остановници на џеннет. На некој од ними му ги опиша детално нивните места. Како Омер му е опиша негова палата во џеннет, како ќе биде изградена. Пегамбар алейхи селам во хадис сахих ги бројат вели 10 што се обрадовани со џеннет. Абу Бекр, Омер, Осман, علي أبو عبيدة بن الجراح طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص سعد بن زيد. Ove 10 pejgamber alejhi gi broj so ime i so prezime. Gi broj vo jedan hadis. Ali ovo je poznato, ti je Ašara Mubešir, 10 što se obradovani so džennet. Ali ne se samo ove. Има уште други сахаби што пегамбар алейхи селам ги обрадува со џеннет, како Билал ради Аллаху ан. Пегамбар алейхи селам му кажа кога беше во Исра и во Мираџ, ги слушна негови чекори, негови тропот од негови налани во џеннет. Абдулла ибн Раваха, еден од тие што беше обрадуван со џеннет. Мимо еве 10. Џафар ибн Аби Талиб, Зейд ибн Харис, Укашете ибн Мухсин, пегамбар алейхи селам во еден хадис сахих вели 70.000 од мојот уммет ќе влезат во џеннет без хесаб, без Аллах да му прави суал, без испитвање, 70.000. Рекол Укашете ибн Мухсин, ја Расулуллах, прави дуа да бидам еден од ними. Рече пегамбар алейхи селам, ти си еден од ними, рече. Укашете ибн Мухсин. Хатиџа ибн Хувейлид, Хатиџа, жена од пегамбар алейхи селам ради Аллаху анха, еден ден беше пегамбар алейхи селам во присуство на Џибрил алейхи селам. Дојде Хатиџа со едно јадење за пегамбар алейхи селам и рече Џибрил алейхи селам, пренеси ја селам на Хатиџа од Раббус сема, од Господарот на небеса, и пренеси ја селам од мене дека нејзино место ќе биде во џеннет, во филан и филан палата. Кажа како ќе биде нејзина палата. Една од тие жени што беше обрадована со џеннет уште во дуња. Ова е нешто за гордост. Ова е нешто за човек да се пофали. Ова биле тие први генерации. И после ова обрадување со џеннет тие не намалиле во нивни дела. Не скратиле во нивни дела, него уште поголем труд направиле за да го достигне задоволството од Аллах Đelešanu. Уште повеќе се труделе.
Еден од овие 10 во овој хадис, Саад ибни Еби Вакас, ради Аллаху ан, ќе стани кратко за негова биографија, за негова сира. Сиве овие луѓе заслужуваат да се спомнет нивни животи. Заслужуваат да се спомнет нивни животи од кои можеш да видиш што бил себеп што тие биле обрадовани уште во дујна со џеннет. Какви дела имале овие луѓе? Саад ибни Еби Вакас, Еби Вакас, негов татко на Вакас. Вакас негов брат, значи татко му се викаше Мали. Саад ибни Мали. Саад ибни Еби Вакас, татко на Вакас или право име на негов татко Малик. Овој прима ислам кој имаше 17 години. И вели, се фали, вели ја имаше време, во некој ривајат вели до 7 дена кога бев 1/3 од исламот. 1/3 од исламот. Пегамбер алейхиссалам, како пегамбер, Абу Бекр ради Аллаху ан, се вели Зубейр ибн Авам, втор, после Абу Бекр, и Саад ибн Еби Вакас како трет. И некои ривајати имат дека Али беше пред него или како трет што прима ислам. Кога прима ислам, познат беше по тоа доброчинство спрема родители многу пред ислам. Многу. Хасатен спрема негова мајка. Кога прима ислам, негова мајка му рече, ако не оставиш ти ова вера, ја нема да јадам и да пијам, додека не умрам и цел живот да го носиш тој стан дека умрев поради тебе. Еден ден не јадеше и не пиеше. 2 дена не јадеше и не пиеше, нејзини други синови и некои блиски ја даваја со сила вода за да преживе. Кога ја виде во каква состојба е Саад, дојде ке неа и рече: "О, моја мајко, слушај. Управо пред тоа негова мајка му рече: нели вашата вера налага вие да бидете послушни на родители?" Ова е тактика што ја користите и ден денеска. Нели ваша вера налага да бидете вие најпослушни спрема родители? Да, ама не ако те терет да правиш шир. Не ако те терет нешто што не е задоволен Аллах. А ова мајка го тереше да го направи тоа нешто. И кога виде во каква состојба е, рече: "О, моја мајко, слушај, рече, да имаш 100 души, 100. И една по една да ти излегуват и да гледам ја, 1, 2, 100. Нема да се вратам од ова моја вера. Додека не ти излезе сите души." Кога виде негова мајка како е ова искрен, како е цврст во негова вера, рече: "Добро", рече. "Остани во таа твоја вера и не доближувај ми се повеќе." Виде каков е овој цврст. Денеска, нажалост, многу брајша павен на вакви некои искушенија. Павен овие мали вакви искушенија. Мала претна, мала неудоволство од негови родители, од некој негов близок, остават големи прописи од дин или правим некој, јани да не решам ширкијати. Може би достигат и до тој степен. Ова грешка беше. Ова непослушност на родители. Во ма'руф, вели Аллах Желешану, биде му послушен во нешто што се разбира, нешто што е доброчинство спрема ними, се додека тие не те натерат да го прекршиш динот, да прекршиш наредби и да прескочиш забрани од Аллах Желешану. Иначе во свет друго да, ама во ова не. Иш да не си послушен. И нема и гајле за тоа, иш. Али нажалост денеска многу падат во ова нешто. Негова фамилија, негов мајка, татко, не знам, дајчо, не знам кој, поради ними да не му скрши татар на ними, да не му скрши татар на ова, ќе го скрши татаро на Аллах Желешану. Ќе го скрши динот, ќе прекрши наредби на Аллах Желешану. Овој реше 100 души да имаше, 100. 1, 2, да гледам како ти излегуват, нема да ја оставам ова. А ти да не му скршиш атар на твој дајче, тетин, теза, не знам кој, ќе му скршиш атар на Аллах Желешану. Ова слаб иман, многу слаб иман. Вели Саад во почеток на ислам. Ова го кажи во постари години, вели, од кога примавме ислам. Имавме такви искушенија, вели, долг период немав јадено ништо освен листови од дрво. До тој степен јадевме листови од дрво, вели, што наши бузи и наша уста испукаа, се направија на парчина од тие листови што ги јадевме. Еден ден, вели, Саад излегов да барам јадење храна, немав јадено долг период. Најдов една кожа од овца. Ја зедов, ја измив, ја испеков, добро на оган и джвакав од таа кожа. Само да ја згаснам главата. Аллах Желешану сакаше на овој начин да ги одгои тој луѓе.
на овој начин да направи мажи од нив. За во иднина да нема никаков проблем. И не е кијас, не е аналогија кој еден верник да има све најдобро од дуња, ја да и не пие, не да има кола, да има Мерцедес, дека ова е кијас, дека ова е верви валда, Аллах треба да му даде. Или дека не треба да имат искушенија. Види какви луѓе, какви искушенија, само листој и кожа, ја бил долг период, ја. А исто беше со пегамбар, и сами сите сахаби во тој појко 3 години, само листови јаде, не од дрво, за да преживеат. И не е кијас ти ако си верник да си богат. Или обратно, ако имате еден верник богатство, дека е тој слаб верник. Не, кажавме претходниот дерс. И ова не е кијас. Ако има многу богатство, ама го дели во денјани, го прави како треби. Од халал му иде во халал го носи. Ова е добар. Од овие 10 што набрававме тројца или четворица, биле многу богати луѓе. Абдурахман ибн Ауф, најбогат сахаб. Ама обрадован со џеннет. Ебу Бекир, негово богатство све го даде за дин. Обрадован. Осмар ради Аллаху ан, пегамбар само реше ти да фатиш земја да продаеш, ќе успеј да продаш. Сад кажуваат за него, значи во каква ситуација беше во почеток на ислам. Сад имаше 3 карактеристики што се одвовјае многу кај него во однос на него и во однос на другите сахаби. Кога стрелаше, немаше да промаши со стрела. Кога правеше дуа, негова дуа кабул, кај Аллах Желешан. И негови гради бе смирени. Немаше никаква мржина во негови гради. Се карактеризират и со нешто друго, со негов вид. Велет сахаби имаше најјак вид, како сокол. Можеше да гледат на многу далеко. Секогаш кога требало да се види нешто, далеку сад, каде е сад, да гледа. И му кажувал све што се случува на далеко. Негов се, што бил прецизен. Во битка на Ухуд, пегамбер алейхи селам, која бидна ова битка, која стигна жарот на ова битка, кулминација. Пегамбер алейхи селам во ова битка и во секоја една битка. Пегамбер алейхи селам најхрабриот човек што се појавил во дујна. Во ова битка немаше панцир. Беше во средина во куфар. Дојде до него Саад ибн Аби Вакас, ради Аллаху ан. Му рече, ирми ја Саад, фрлај гајџа ја Саад. Пегамбер алейхи селам го зеде тоа, кај што се стават тие стрелките, го зеде во раце и му даваше една по една. И му рече, ирми ја Саад, фидака аби ва умми ја Саад. Фрлај ја Саад, курбан моја мајка и татко за тебе ја Саад. Вели Али ради Аллаху ан, во Бухари. Никогаш пегамбер алейхи селам не го употребил овај збор освен за Саад ибн Аби Вакас. За никој друг. Ги жртвувам моја мајка и татко за тебе, ја Саад. Така би дошло во превод, така се разбира тоа. Велит самиот Саад. Вели пегамбер сам ми даваше копија ја гајџа. Ниједна футка не направи. Пегамбер алейхи селам толку беше радосен што гајџав му се гледаа неговите очници, вели, неговите зъби од осме. И вели имаше моменти кога му велев каде ја Расулуллах, му велеше во хад, во лице и го гајџав во лице. Никоја ниједна футка не направи Саад во овај ден. Сахаби, како кажви, јани најблиску беше Саад во овај ден до пегамбер алейхи селам. И во овај ден го доби овај прекар, го доби ова почест од пегамбер алейхи селам. Друго, пегамбер алейхи селам, кога беше со сахаби, кога доаѓаше Саад, секогаш велеше, ова е мојот хал, ова е мојот дајчо. Кажите ми ги вие вашите дајчовци, ани кој ви се на ваш дајчовци? Овој беше од племе, јани од кабиле на Амина, на негова мајка, али не беше оригинал дајче, ани вака оригинал, ани од блиска многу породица на негова мајка, ани, и го викаше мој дајче, ани пегамбер сам, и се фанеше со ова нешто, ова е мојот дајче, каде се вашите дајчовци, ани. Друго, пегамбер алейхи селам еден ден дојде Саад ибн Аби Вакас, кај пегамбер сам му рече Расулуллах, прави дуа ке Аллах Желешан да ми прави кабул моја дуа. Да види кабул моја дуа. Пегамбер сам направи дуа ке Аллах Желешан и му рече Саад, внимавај на твое јадење, на твое пиење, на твоја облека, од каде доаѓаат, во што трошиш, да биде халал ова твое нешто. Велите од овај ден дуа на Саад ибн Аби Вакас кабул. Сахаби велат, кога видевме дека креват раце Саад ибн Аби Вакас, се плашевме. Знаевме дека негова дуа кабул, не знаевме што прави дуа. Се вели во Куфа,
Кога беше Емир Дамо, што дојде после, во Куфа имаше еден човек и пцуеше, кажуваше поварни зборови за Али радијаллаху ан, за Зубер ибн Авам и за Талха ибн Убейдилlah. Му рече, Саад, немој да зборува за ними, тие се мои брајче. Тие се ојни од кои Аллах Желешану задоволен од ними, кој кажа дека Аллах е задоволен од ними. Цели дека ова после смртта на Али. Ој не престана. Вели зеде абдес. Прави 2 рекат намаз и направи тоа против овај човек. Велет, го пренесе овај ривајер веродостоен Зехеби и многу други муаррихун историчари. Во истиот момент вели се пушти една бесна камила. Дојде вели и почна да го мава со незини нозе на овај човек, се додека не го усмрти на место. Стана вели тие што беа присутни и му рекоа, твојата дуа кабул ја сам. Ја прима Аллах Желешану твојата дуа. Се вели, кога беше Емир исто во Куфа, ова малку долга киса, се пожалеа овој од Куфа на Саад ибн Аби Вакас дека тој нешто не е во ред со него. Нешто не е тамам, не е праведен, не е, се жалее нешто. Омер радијаллаху ан пушти некои луѓе. Мухамед ибн Меслеме на чело, овој беше за вакви намени, овој сахаб. И некои други, отидве во Куфа во секоја џамија. После секој намаз се вртеа спрема џемат, каков е Саад ибн Аби Вакас. Сите кажуваат добар, додека дојде на џамија, стана еден човек и рече не, рече Саад ибн Аби Вакас не е праведен, рече. Не дели праведно и не излегува во џихад, рече. Беше присутен и Саад тука. Рече, ги крена раците и пред сите. Рече, ја Аллах, ако овај твој роб, ова го направи за да се покаже пред луѓе, за да го видат на него и за да се пофали. Направи, рече, да доживее длабока старост, да биде сиромашен многу и да му бидат фитне на него жените. Се вели, овој човек живеа 120 години. Негови вежди му паднаа на негови очи. Просеше, питаше по улици на Куфа и кога поминеше некоја жена и нешто и добацвеше и со негов стап ги чепкаше на жени кога поминува. Кога ќе му рече, зошто ти старче? Рече, ме погоди доата од Саад на мене. Исто во Куфа додека беше, негова куќа има неколку ривајати, ама еден ривајат ќе кажеме само. Се вели Омер радијаллаху ан кога прати Мухамед ибн Меслеме му кажа дека негова куќа има врата, дека нема директен контакт со народот. Како денес кога сакаш дојдеш кај некој поголем човек и 30 врајче и 30 денови, 50 месеци за да стигнеш. Кога научи Омер дека има таква тврда врата, му нареди на Мухамед ибн Меслеме да ја бувни таа врата, без да му каже на Саад ибн Аби Вакас. Отиде ја бувна таа врата и му рече ова селам од Омер. Не смеј да имат хиджаб, перде помеѓу тебе и твојот народ. Мора тие директно да идат ке тебе, за да кажат што им е потреба од тебе. Свели пренесвит Аиша радијаллаху анха дека една вечер пегамбер алейхиселам осети неугодност ке него, некоја страх. И рече само кога би имало некој од мои сахаби добри да ме чуват оваа вечер. На Аиша рече пегамбер алейхиселам. Слушна надвор пред врата тропот на оружје. Рече мен Саад ибн Аби Вакас. Рече пегамбер алейхиселам кој е? Рече Саад ибн Аби Вакас. Рече Аллах да ти се смилува на тебе, ја Саад. Вели Аиша радијаллаху анха легна пегамбер алейхиселам длабоко во сон, пошто беше Саад надвор, толку што почна да се слуша негов крикот, негово гарчење од тој сон. Кој често знаеше да биде Харис, да биде стражар на пегамбер алейхиселам. Саад ибн Аби Вакас. Често. Се пренесли дека Абдулла ибн Џерах, Убейдете ибн Џерах. Убейдете ибн Џерах го праша, кој момент од твој живот го осетвиш како најдобар момент, како најголемо дело. И вели, додека бевме во битка на Јермук, во ова ноќ вели 30.000 сахаби, 30.000 верници спиеа, вели, јас станам во ова ноќ и отидов, вели, то човек на човек да ги покривам. Кој беше покриван, кој имаше рана, вели, да му ја лечам таа рана, до сабав така рече, и цел живот, вели, тоа го осетвам како најголемо нешто, што бев стражар оваа вечер на овие муслимани.
Вели, замисли, Саад ибн Аби Вакас го чуваше на пегамбера алейхи селам. Често знаеше да бит стража на пегамбера алейхи селам. Еден ден, додека се враќаше од хадж, кога се врати од хадж со пегамбера алейхи селам, почувствува голема болест. Го западна една голема болест. Дојде пегамбер алейхи селам ке него да го прави зијарет. Го виде во каква ситуација и се губеше од свест. Пегамбер алейхи селам направи дуа, ја Аллах, ишвихи, дај му шифа, дај му лек на ова, излечи го на овој твој роб. И вели, Саад ибн Аби Вакас, ми ја стави негова рака, вели, направи мес на мој гради, вели, така е чувствувам и после 30 години неговата рака на мој гради, од пегамбер алейхи селам. И му реков, ја Расулуллах, пошто ја во ваква ситуација, моје богатство што го имам, ти го оставам, ти да располагаш, све ова фи себилилlah. Може пегамбер алейхи селам, нема потреба од цело. Рече, пола ја Расулуллах. Рече, нема потреба. Една третина, рече ја Расулуллах. Рече, нема потреба. Иншалла, рече, ти ќе бидиш од корист за многу луѓе. И во иднина, пегамбер сам знаеше дека тој ќе остане жив, нема да се пресели. Рече, цело моје богатство, пола, една третина. Рече, и тоа е многу. Се вели дека една четвртина од негово богатство го дал фи себилилlah и оздрави после ова. Саад ибн Аби Вакас. Знаеја тие што е ахирет. Знаеја вредност на ахирет. Знаеја невредност на дујна. Денеска кога дава некој нешто од ке него, тоа што му смета, тоа што е мало, тоа што нема вредност, тоа што е искористено. Тие знаеја све да е цело богатство. Зошто има и екин во ахирет, верувате во ахирет. Нема е шубе во ахирет. Нема е шубе со средбата со Аллах џеле шану. Иш. Во време на Омер ради Аллаху ан. Омер ради Аллаху ан слушна дека Кисра, Персија, се спремви да го нападне, да ги нападне на муслимани. Омер ради Аллаху ан нареди, тој и сахаби излегоа надвор од Медина до едно место да се соберат од околни места во ова место војска. Се собра 30.000 војници. Сакаше да оди до Омер ради Аллаху ан на чело на ова војска. Тој да биде војжа. Дојдве сахаби, се вели Али ради Аллаху ан, зеде иште некој од постари сахаби, дојдве кој Омер му рекоа, немој да одиш ти. Не знаеме што ќе се деси во ова и ти како халифа не добро да паднеш. Добро да седиш одека, ние ќе одиме. Но рече, кого да го ставиме за емир на ова група? Рече, иншаллах, оставиле да мислиме, па утре ќе дојме со рај, со мислење. Другиот ден, после сабах намаз, од последни сафови Абдурахман ибн Ауф викна, ја емирул муъминин, ја го најдов еседот и го најдов лавот помеѓу лавојве. Да не го омаловажи никој. Го најдов лавот помеѓу сивојве лавови. Рече, мен кој? Саад ибн Аби Вакас. Рече, садак, вистина кажа, рече. Сите сахаби рекве, вистина кажа. Тој е за ова војна. Тој е за да носи ова знаме. Го викна на Саад ибн Аби Вакас, му рече, ти ќе бидеш, рече, војско војжа, ти ќе бидеш емир на ова група. Ова беше битка на Кадесија. Кога дојде Саад ке Омер, го фати Омер за негова кошуга и го стреси. Омер, хејбе голем, но ќе слушај вама. Немој да мислиш дека луѓето те викат ова и додека беше жив го викае, ова е дајче на пегамбер алейхи селам. Халил Расул. Ова е дајче од пегамбер алейхи селам. Немој да мислиш дека ова ќе ти помогне нешто ке Аллах џеле шану. Немој да мислиш дека ова ќе имаш предност во суден ден. Ке Аллах џеле шану нема несеб. Нема ни карно сродство, нема фамилиарно сродство. Него биди праведен, грижи се за сивојве војници појче што се грижиш за себе си. Вакво е ни насихал Омер пред да замине. И замине во Кадесија. Кога дојде во Кадесија, Саад ибн Аби Вакас прва вечер кога се стационира, само една планина ќе делеше 30.000 близу 200.000 Кадесија. Римјани. Рустум на чело. Нова војска. Пушти извидница во негова војска, рече, сад дојте видите како муслимани. Отиде еден од сахаби и ги гледаше во ноќта.
Ги виде сите и дојде како реше ситуација. Реше, слушај, ситуација една група, рече од 10 имет еден имам и прави ноќен намаз. Други сам прави ноќен намаз. Трети учи Куран. Четврти прави дуа. Петти прави зикар. Шести, све се во ибадет, цела војска во ибадет. Рече, сега ти истиот дојдеш преку ова планина и да видиш војска на Рим, на Персија. Кога виде таму, рече, разврат, неморал, песни, музика, алкохол. Кога дојде, рече, ако вака ситуација, рече, победници сме ние. Другиот ден, Рустум побара еден од војници на сахаби. Побара еден, побара еден амбасадор, да разговара со него. Сад ибн Аби Вакас, првиот што го виде од сахаби, Раби ибн Амир, го виде прв, рече, одеј ти. Рече, видиш тобара тоа, Види, ова има голема полука. Ова биле едно тело, една мисла, еден фикар, една идеја, една акида. Исто верување. Немало шубеќе некој од нив, затоа биле успешни. Дека да му кажеш вака, ако ти кажеш вака, не, акидата е една. Едно сите мислеле, едно сите верувале. Раби ибн Амир отишел, искина во облека, отпусти на човек. Се вели негов низ коњ, не многу голем коњ, копие, старо копие. Рустум припрема дочек голем за него. Направи да има тие персиски тепици. Од страна да види све во украси и сите војсковоđи да седне тука. Да се гледа дујна многу, за да добие некој од таа дујна да има влијание ке него. Али овај сахаби, за да нема това дујна ке него влијание, кога влезе кој го врза за шаторот. Го зеде копие и стражава мреше, не смеш да влези со оружје. Рече, слушај, вие ме повикавте мене, а не дојдов. Ова оружје нема да го остави. Го носеше до тога со тоа острото горе и после кога виде каква внатра ситуација, го сврти обратно. И почна да копат, да прави дупки во овие персиски тепици. Во превод ова ништо не ми значи мене. Ништо, иќ. Го изрушва до него. Долг разговор, нешто што се пренеси ти денеска оде, Раби ибн Амир, што го кажуваат, сите муеррихун историчари, исламски и не исламски, тие две-три реченици што му ги кажа. Му рече, слушај, кој сте вие, рече, што барате? Немате јаде и не пие и не рустаме, ви треби злато, што ви треби на вас? Слушај, ние сме, рече, робови, кој Аллах Джелешану не донеса, да ве извадиме на вас од обожавање на робови, да направиме да го обожавате Аллах Джелешану еден единствен. Да ве истајме од неправедноста на овие ваши религии, обожавачи на оган бе овие, од неправедноста на ова ваша религија или религии во праведноста на Ислам. Да ве истајме од теснотијата на дуња и да одиме во широчината на ахирата. Ова е наша цел. Рече, дај ни малку време. Рече, 3 дена. Рече, малку се. Валлахи, рече, пегамбар Алейсалам не му дал никому повеќе од 3 дена мувлет. Имате да се предадете, да плащате жизија или да излезете во мејдан. 3 дена. После 3 дена се спрема војна. Се спрема војна. Сад им не било кас на чело на ова група. Ги делеше една река. Која река имаше само еден мост. Само еден мост. Кога почнаа муслимани да одат на овај мост, тие го прекла овај мост и паднаа во река неколку муслимани и нема како да појдат ке него. Сад им не било кас направи тоа. Ова сите, Ибн Касир, Захаби, Ибн Џарир, многу муеррихун го пренесе тоа како веродостојно, ривајат, како керамет голем од Аллах Джелешану за ова војска. Аллах Джелешану направи да биде водата тврда. Веле сахаби, не беше ни мраз, не беше ни земја, нешто измеѓу, нашите кои не можеа да одат над ова вода. Кога ги видве римјани од таде, рекве, види, овие се джинојани, одат над вода. Отидве од таму, на еден сахаб му фалеше негова мешина и таа му рече, кој му фали мене, рече, најдовме после од другава страна, обесена на едно дарба. Велит, Ебу Хурейре, види, Ебу Хурейре пренесе, ова киса исто. Вели 10 години со пегамбар алейхиссалам учев иман. Што е иман? Ама овај ден во ова битка научив што е јекин, да си убеден во вербењето во Аллах Джелешану.
После тие румјани, ова голема киса, иншала, на друго битката на Кадесија е сама киса по себе, 2 или 3 дерсови треба да имат за неа. Кака Ибн Амир беше му го пушти како појачање на него, беше пред ова битка и во ова битка Ебу Бекер радијаллаху ан рече, пред него Убейдет ибн Џарах побара појашање. Му рече, ви го пуштам кака Ибн Амир. Тој во која војска е, таа војска не губи. Ова е киса по себе кака Ибн Амир. Овие во Кадесија румјаниве имае голема војска и единица од слонови. И овие му прави голем проблем на муслимани. Али кака Ибн Амир му најде и на ними финта. И ги уништи на ними, и уништи на ними, избега е добио ова битка. Еден лахза во ова нешто. Сад ибн Аби Вакас во ова време беше многу болен. Здраве. Беше во кревет. Близу до биткава, во кревет и командоваше од ова место. Кога заврши ова битка, некој што имаше некои проблеми во него внатра, фрли е муабет, Сад ибн Аби Вакас не слезе во битка, не се биеше. Мискин, И ште нешто, едно нешто што го имаше како Сад, како негова гордост, беше првиот човек што фрли со стрела во ислам. И првиот човек што се фрли на него со стрела во ислам. Во почеток на ислам, пегамбар алейхиссалам пушти една група на муслимани во едно место и беа нападнати, ова пред битка на Бедар, пред сите битки. И беа нападнати од едни куфар и Сад ибн Аби Вакас, таа мала група ја штитеше со негови стрели, пар фрли е на него, со стрела. Сад ибн Аби Вакас на негови деца, во негова старост, бреша негово тело цело изрешетено од копија. И му кажуваш, ова е рана од битка на Бедар. Ова е рана од битка на Ухуд. Ова е рана од филан место. Ова е рана од филан место. Сад ибн Аби Вакас го слушна ова нешто дека рекоа не слегол во битка. Му нареди на неколку сахаби да го земет и да го донесе пред цела војска. Го донеса пред цела војска и го исправи. Не можеше да седи во нозе. Го исправија и му рече се облечите моја кошуга. И кога видве негов грб во каква ситуација е, многу од ними заплакаа. Зашто го фрлија тоа тук, Тој беше близу до битка, но не можеше, не беше подвижен, После известен период, после ова фитне што се дешти во Куфа, што кажавме, одби да биде више емир во Куфа, не сакаше да биде. Зашто ја го обвина и за многу други работи, недобро кланат со народот. Кога ја имам, не обокланат. И кога му го опише, рече, вие не знаете како да кланат. Вака како што ме гледате мене, кланаше пегамбер алейхиссалам и го опиша намазот како го кланат и му го пушти на Омер. Рече, валлахи, не сум имал шубе за тебе, Ич, не сум имал шубе, Само да му отрнам шубето на другиве. Кога Омер ги доби тие удари од нож пред смртна постела, остави 6 сахаби да избере емир помеѓу ними, еден од ними. Еден од тие беше Сад ибн Аби Вакас и рече, ако не го изберете Сад, ако не е емир тој, ако изберете некој други, Сад да биде десна рака од емирот, најголема доверба имам во него. Негов син Абдулла ибн Омер му рече, татко, тој беше овај мухадис голем алим еден, Абдулла ибн Омер. Му рече, татко, слушнав еден хадис од Сад ибн Аби Вакас, дали е веродостоен, слушај, рече. Све што ќе слушаш од Сад ибн Аби Вакас е веродостојно и да не бараш ке никого ништо повеќе. Кога дојде фитне Алија и Муавија после смрт на Осман радијаллаху ан, Сад ибн Аби Вакас зеде негова фамилија, негови овци, негова камилја и замина во пустина да живее. Кога дојде хас на специјално фитне Алија и Муавија. И се рече ова место. Еден ден виде еден коњаник од далеко и рече: "А'удhu billahi min hadha ar-raqib." Се приклонувам од злото ке Аллах џелешану од овај коњаник. Тој негов син, Омер, се викаше. Дојде негов син, рече: "О татко, ти сеш овдека", рече, "а муслимани се убиват едни меѓу други." Рече: "Што сакаш ти? Ја да бидам глата на тие убиства, да бидам главниот на тие убиства." Зашто во ова беше тешко фитне, беше. Сахаби на една страна, сахаби на друга страна. Сахаби премно. Необични меѓу сахаби. После известен период дојде негов внук, од Вакас син. Дојде негов внук и му рече: "Слушај, о мој аџо, 100.000 мачој
100.000 мачови имаш на твоја страна што ми дадве послушност дека ако ти излезеш ќе биде 100.000 со тебе, рече. 100.000, рече, со тебе сме. Рече, само ти излези да го спречиме ова фитне. Рече, валлахи не ми треба 100.000, еден маж ми треба. Ама овај маж да има уста и да има очи и да ми речи тоа е кафир, уби го, а овај муслиман немој да го убиеш. Од ова се плашам, не се плашам од ништо друго. Се вели кога почна последни моменти од негов живот, го зеде еден од негови синови во раце и почна да плаче негов син. Рече, о синко, немој да плачеш, рече. Валлахи, рече, јас сум обрадован со џеннет, јас сум џеннетлија, немој да плачеш, рече. Зехеби го пренеси тоа и вели Зехеби негови збори го пренеси довде и вели валлахи тој е џеннетлија. Валлахи тој е џеннетлија. Мора да веруваш во ова нешто. Се вели го крена негово џенеза од ова место, од ова пустина, го однесаа во баки во гробиштата, аде се закопани повеќето сахаби и кога помина од тоа излегува сите жени од Медина и тие жени од пегамбар сам што беа во тој момент живи, излегува и рекоа иншалла ќе бидеш сега блиско до пегамбар алейхиселам и ќе се напиеш од таа вода ни се бил во суден ден од после која нема жет повеќе. Вака беа овие луѓе, вака овие луѓе ни заслужија џеннет, вака овие луѓе беа обрадовани со џеннет уште во тујна. Иншалла Allah ќе решам да ни дај некој од овие сифати да живееме, да се трудиме како живееле овие први генерации. Субханакаллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, настагфирука ва натубу